Во денешната Тилма амбуланта зборуваме за псоријазата со професор доктор Андре Петров, дерматовенеролог во Аџибадем Систина. Професоре, добре дојдовте во студиото на Тилма. Добар ден. Професоре, ајде веднаш да ја разјасниме првата дилема. Каква болест е псоријазата? Заразна ли или не е заразна? Па да, таа е првата работа која треба да се расчисти на самиот почеток, дека псоријазата е болест која не е заразна, што значи дека оние луѓе кои имаат псоријаза не може да ја пренесат на некој друг. Значи таа е неконтагиозна, ние велиме, незаразна, се работи за нешто што нема врска со инфекција, значи за болест која во суштина има врска со автоимуниот систем на кожата. Денес е тоа докажано дека псоријаза е автоимуна болест. Што значи тоа? Како телото всушност реагира за да се јават овие симптоми? Мака се шематски кажано, за да ме разбере што поголем дел од нашите гледачи, сите клетки на кожата се обновуваат. Значи ние нонстоп се перутаме, народски кажано, меѓутоа тоа е невидливо. Тоа е едно невидливо отстранување на клетките од површината на кожата. Во обичајниот циклус на клетките на кожата од базалниот слој, од почетниот, додека излезат на површината и се одлепат, е 28 дена. Кај псоријаза тоа е 2 до 3 дена. Значи тоа е кажано Спиди Гонзалес се тие псоријатични клетки, тие толку брзо се движат низ епидермот и отпаѓаат од површината на кожата. Заради тоа што тоа е толку брзо, ние го гледаме како оние лушпи, сребрени лушпи на површината што се јавуваат, стручно наречено хиперкератоза, но ги гледаме како оние бели, сребрени бели лушпи кои привлекуваат внимание и поради кои овие луѓе, да кажам, веднаш се забележуваат од околината. На кои делови од телото обично се јавуваат овие промени на кожата? Па вообичаено типични места за псоријаза се лактите, колената, скалпот, како што гледаме тука на екранот една слика од лакти, потоа значи во косматиот дел, во скалпот, во капилициумот се јавуваат на ноктите промени кои се типични кај псоријаза, но значи ноктите може да бидат засегнати. Ноктите имаат специфични знаци за псоријаза кои може да бидат засегнати, дури има тешки форми некои на псоријаза кои се само ноктите засегнати. Може да се јават и на било кој друг дел од телото, може генитално да се јави псоријаза, која исто така прави силен дискомфорт во секојдневниот живот на пациентите. Значи сето тоа се можности на една болест која се смета дека е навистина многу честа и која некаде проценките се дека популацијата 3 до 4% од популацијата заболува од псоријаза. Тоа преведено, да речеме тука, значи кај нас некои 60-70 илјади луѓе во Македонија би требало да имаат псоријаза. Дали секој човек на која било возраст може да добие псоријаза? Да, псоријаза може да се добие на било која возраст. Значи може да почне во адултно доба, може да почне значи некаде во возраст најчесто 30-40 години, 50 години може да исто така да биде, меѓутоа може да почне во детска возраст. Може да почне и на 2 и на 3 годишна возраст. Така да различно е. Се смета дека раниот почеток на болест обично се поврзува со да кажам, сложени клинички слики, со повеќе проблеми во текот на животот, бидејќи денес се знае дека псоријаза не е само болест на кожата. Значи се работи за системска болест? Да, се смета дека псоријаза е системска болест. Дел од тој спектар на болеста, значи кај псоријаза е зафаќање на зглобниот систем. Оние што имаат псоријаза, професора, сите ќе имаат проблеми со зглобовите? Не сите, меѓутоа се знае дека во голем процент псоријаза завршува со така наречениот псоријатичен артритис. Различни се бројките во литературата сега колку е тоа спрема различни студии е различно, меѓутоа особено кај овие потешки клинички слики на кожна псоријаза кои траат подолго, болеста завршува со тој псоријатичен артритис кој обично ги зафаќа малите зглобови на прстите, кој е различен од реуматоидниот артритис и тоа е болест која заеднички ја третираме со нашите колеги ревматолози. Може ли болеста да започне со псоријатичен артритис па подоцна да се јават промени на кожата или секогаш е обратно, најнапред е засегната кожата? Многу поретко. Значи не е исклучено, многу поретко.
Значи, но има, да речеме, некојаш немате клинички симптоми, а имате псоријатичен артритис. Така да, тоа е нешто што многу поретко се случува. Вообичаено, долготрајна хронична стационарна псоријаза доведува до развој на артрит со текот на времето. А лицата со псоријаза имаат ли поголеми шанси да развијат некои хронични болести, како што да речеме дијабетесот? Имаат ли почесто проблеми со цревата, например? Статистички почесто имаат дијабет, статистички почесто имаат одредени автоимуни болести помеѓу кои на цревата. Значи, статистички почесто исто така се јавуваат одредени кардиоваскуларни болести. Така да времето кога верувавме дека псоријазата е само една болест на кожата и не е болест на внатрешните органи, и така и сме учеле на факултет своевремено, е одамна надминато. Денес она што ние ги учиме нашите студенти е дека псоријаза е системска болест, дека најчесто се зафатени зглобовите, меѓутоа не е исклучено зафаќање на било кој друг од органите и е често придружена со одредени коморбидитети, од кои еден од најчестите што повторно се доведува во врска со имуниот систем, тоа е дијабетот. Дијабетес тип 2 или тип 1? Да. Дијабетес тип 2. Значи може многу лесно се развие всушност шеќерна болест кај лицата кои што имаат псоријаза, значи се работи за сериозно хронично заболување. Се работи за хронично заболување, да. Се работи за хронично воспалително незаразно воспалување на кожата со потенцијално зафаќање на внатрешните органи, особено на зглобниот систем. Познати ли се точните причини зошто доаѓа до оваа болест? Има ли некаква врска генетиката, ако во семејството двајцата родители го имале проблемот, децата ќе го наследат ли? Не мора да значи, меѓутоа денес се знае дека ако еден родител има псоријаза, 25% се шансите и детето да има, некој од децата да има псоријаза. Ако двајцата родители имаат псоријаза, 43,4 мислам проценти е можноста да, значи, уште поголема да нивните деца имаат псоријаза. Но оној остаток од 50 и кусор проценти покажува дека не со сигурност и задолжително ќе имаат децата псоријаза, ако родителот има псоријаза. Често пати кај мене доаѓаат мајки со деца кои имаат псоријаза и исплашени да не развијат децата псоријаза. Вообичаено доаѓаат со некои симптоми на благ атопичен дерматитис во тој период, кој е многу чест, секој четврто дете го има и на некој начин ги убедуваме дека тоа нема врска со нивната болест и дека не значи дека детето ќе има псоријаза, дека треба едноставно да се остави тоа дете нормално да функционира, да се следи и да видиме времето да покаже што ќе се случува, бидејќи превенција за да не се случи псоријаза нема. А има ли некои тригер фактори кои што можат да ја започнат болест или пак да ја влошат? Се е тригер фактор, како и кај секоја имунолошка болест, тоа може да биде инфекција. Уште од времето ние се чудеат често пациентите на почетокот кај на акутна гутатна како капки што се ова псоријаза, ние даваме антибиотик. И покрај тоа што кажуваме не е инфекција. Зошто? Затоа што се смета дека таа стрептококна инфекција или колонизација, која често пати е присутна и во нормални услови на кожата, може да предизвика да се развие псоријаза, често пати некој тонзилофарингит, ангина и така натаму може да дојдат до развој на болеста, да ја откочат болеста, и тоа може тоа да биде стресот. Понекогаш тоа може да бидат, да кажем, изложување на одредени надворешни фактори и влијанија кои може да доведат да оваа болест која стоела латентна, некаде запишана во тие генетски дескрипции, како диатеза, како можност дека може да се појави, нешто да го стимулира тој имунолошки систем за да се откочи и да почне да се јавува. Кога ќе се јави болеста, професоре, како таа изгледа? Има ли периоди кога се подобрува состојбата, сосема се повлекува? Може да ја нема со години. Своевремено често велевме и денес тоа се уште важи дека не постои дека псоријазата се лекува, меѓутоа никогаш не можеме да кажеме со гаранција дека 100% сме излечили, дека нема да се повтори. И дека тоа е болест која не може да предвидите дали ќе трае 1 месец, година дена, дали ќе се повторува на 6 месеци, на година дена, или ќе се повтори после 10 години. Значи, тоа е прилично непредвидлива. Тие
тие пациенти не можат со сигурност да спроведат некоја превенција, па ќе знаат дека болеста нема да се јави или ќе се јави. Тоа е индивидуално. Кај секој пациент болеста индивидуално се манифестира и тоа е еден од, да кажам, главните работи кои покажуваат дека оваа болест всушност е болест која треба да се следи. Има епизоди на влошување, епизоди на подобрување. Да, осцилира. Се знае кој епизода колку ќе трае или ни тоа не може да се предвиди нема ништо. правило, непредвидливо е. Имаше еден постар доктор јас кој своевремена клиника кој се работи вика пациент со псоријаза, вие како да играте карти, никогаш не знаете која карта ќе ви се падне. Непредвидлива еволуцијата кај пациентите и затоа во суштина пристапот е индивидуален, да. За секој пациент е различен, се проценува, се скорира колку од болеста е зафатена. Меѓутоа, во денешно време сепак модерните терапии овозможуваат тие ремисии, ние кажуваме, или народски кажано периоди без симптоми да бидат многу долги, да бидат што е можно подолги. Постојано зборуваме за псоријаза, но нема само еден тип на оваа болест, има повеќе. Има повеќе типови, во право сте. Значи, најчестиот тип тоа е плакарниот тип, ние го нарекуваме, или таа хронична стационарна псоријаза која со плочки со сребрени лушпи оди на површината на кожата, со ние црвени. Можеме тука да видиме некои инсерти, издвоивме, ако не се лажам. Обично оди на лаксите. Такво нешто, не, ова се по-неутрални фотографии, сега веќе. Исто псоријаза која е, ова е типична псоријаза. Ова што сте го покажале е типична псоријаза, мислам дека е на лактот, вака се. Многу ми е близко сликата, понеже ова е исто една типична псоријаза со овие сребрени лушпи со која, мислам, е главната манифестација на болеста со овие сребрени, овие лушпи кои се јавуваат. Ова е една локализација која е исто типична за псоријаза и ова е псоријаза на скалпот, кај што се јавува тој како венец околу скалпот со лушпи. Често е вознемируваш. Некогаш се случува да има само во скалпот манифестација кај некои пациенти. Добрата страна е што е скриена од косата. Но лошата страна е што многу ги нервира пациентите и често пати бараме начини како тоа да се реши. Малку е деликатно и за апликација на локални препарати, заради тоа што во скалпот можете да аплицирате гелови и лосиони. Некои од докторите препишуваат и масти, ама маст да ставите на косата е измести косата. Тоа е најнепожелната варијанта, зашто пациентот ќе биде постојано масен со масна коса и тоа е нешто што во денешно време, каде што социјалниот момент пресуден и во работата и во сите околности во животот кои ни се случуваат, ваков тип на луксус никој не сака да си дозволи. Дали овие промени на кожата ќе предизвикаат некакво чешање, некаков јадеж, болка, инфекции? И тука науката еволуира со тек на времето. Своевремено мислевме дека псоријазата не чеша. И диференцијалната диагностика од екцемите, да речеме, од атопичниот екцем пред се беше тоа што овие чешаат многу, а псоријазата не чеша. Не се знае дека во 50% од случаите псоријазата е пруритична болест, значи чеша. И тоа воопшто не држи, што некогаш сме го мислеле дека псоријазата не чеша. Меѓутоа има различни форми на псоријаза. Има генерализирана псоријаза, кај што целото тело е зафатено. Некогаш има една форма еритродермична псоријаза, или французите ја нарекуваат лом руж, што значи дека целиот човек е црвен, синдром на црвен човек, од врат до долу до стапалата, целата кожа е црвена. Има псоријаза која оди со пустули, со гнојаници, ама тоа не значи дека тоа е инфекција, тие пустули се стерилни, значи немаат внатре бактерии, значи имаат неутрофили, имаат леукоцити, но немаат бактерии, а се гнојаници. Може да бидат по целото тело, има форма кај што се зафатени, пошто зборуваме за различни форми, и само дланките и стапалата. Има форми кај што се зафатени, кажавме, зглобовите. Има различни форми на псоријаза, кои се едноставни за генерално за клиничка диагноза, но понекогаш кога не можеме да го диагностицираме тоа клинички, правиме биопсија, земаме мало парче земаме од кожата и таа ја пракаме на хистопатологија, која потоа е многу класична, многу типична кај псоријаза. Хистопатологијата кај псоријаза не може да се спореди со ниту една друга болест. Значи јасна диагнозата од како ќе се земе, биопсија. Може ли да се случи некој пациент да биде на одредена терапија за хронична болест, како што да речеме за покачен крвен притисок и поради лековите да добие псоријаза? Има одредени трудови,
меѓутоа нема убедлив доказ дека тоа се случува. Зошто? Заради тоа што псоријазата сепак е имунолошка болест. Денешните студии кажуваат дека најголем дел од тие имунолошки процеси се на ниво на интерлеукините. Значи дека тој интерлеукин 17 и други интерлеукини кои се инволвирани во болеста, всушност се главните медиатори на инфламацијата, на воспалението што настанува кај псоријаза. И сега различни антигени може до тоа да доведат, да ја стимулираат таа реакција. Многу работат овие светски современи лаборатории, врз база на тоа се конципира и новата современа терапија, која делува точно на ова ниво да го прекине тој ланец, таа каскада на инфламаторна воспалителна реакција што се случува на кожата. Ќе ги поканиме гледачите да се вклучат од овој момент во денешната емисија. Почитувани, телефонскиот број е испишан на екранот. Професор доктор Андреј Петров, дерматовенеролог, ќе ги даде одговорите на сите ваши дилеми поврзани со болеста за која што денеска говориме. Споминавте дека со биопсија се поставува точна диагноза, но може ли да направите некакви анализи лабораториски преку крвта за со сигурност да се утврди дали се работи за псоријаза или не? Не. Кај псоријаза лабораторијата е генерално безредна. Луѓето често пати ќе ми дојдат со целата тратка лабораториски анализи. Не се крвна слика рутинска може да се направи, таа не е на одмор. Може одреди ревматолошки анализи да се направат за да се диференцира од некои други артрити, сето тоа, но во суштина главно кај псоријаза за поставување на диагнозата е добар клинички преглед, значи да се погледне целата кожа на пациентот, и хистопатологијата. Во модерно во време денес се користи и дермоскопијата понекогаш, која имаме во секоја амбуланта, која ориентационо може исто така да ве насочи за одредени работи што не ви се чинат до крај јасни, како меѓучекор помеѓу взимањето на материјал за биопсија и клиничкиот преглед, но сепак јас не сум од оние кои претеруваат во делот да мислат дека има некоја методологија или некој инструментариум кој е добар за се, не може да е добар за се, така да се уште голд стандард за диагноза на псоријаза е клинички преглед и хистопатолошка процена, односно биопсија на кожата. Каков третман се дава? Дали локалниот, односно третманот со креми е делотворен и ефикасен? Понекогаш е, ама зависи од ширината на болест. Вие ако имате некоја болест, да речеме псоријаза со пас индекс, така се скорира псоријазата, тоест индекс за активитетот и за сериозноста на болеста и за честота на промените, меѓутоа во суштина само кај изолирани промени може да дојдете со локална терапија. Системската терапија секаде каде што е зафатен повеќе од 10% од кожата може да размислите за системска терапија, дури за одредени случаи кај што е помалку зафатено, ама се некои локализации кои што се проблематични, како што се да речеме гениталиите и така натаму, можете да размислувате, или скалпот, можете да размислувате, или ноктите за таков тип на терапија. Генерално во локална терапија различни кремови, мешавина на кортизонски препарати, салицилна киселина која ги љупи во одредена концентрација, ги лушти оние површни лушпи на кожата, меѓутоа исто така се употребуваат и кај псоријаза е многу добар лек и фототерапијата, сонцето. Често пати пациентите кога ќе отидат на море, докторе се исчезна. Јас сам кажам, повторете го тоа, ако имате можност уште еднаш или уште два пати, или не мора на море, можете да одите на планина, можете во двор да седите во летно време во куси панталони и во некоја кратка мајца за да делува што повеќе сонцето. Сонцето е дел од ова модерна терапија, се смета и одредени морења дека имаат одредено влијание, како што е да речеме. Добро, сега не е тоа опција заради војната во Израел, мртвото море кое има висока концентрација на тие алги, на тие соли внатре и често пати е препорачана дестинација за многу од овие здравствени туризми за луѓе кои боледуваат од псоријаза. Ќе ги вклучиме гледачите. Но има и лекови. Ќе преминеме на системската терапија веднаш по вклучувањето на денешните гледачи кои што ќе постават прашање во Телма амбуланта. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. На телефона и слушателка. Поздрав до вас и до емисијата и до докторот. Ви благодарам. Вака ја имам псоријазата од мојата 6-та година. Моментално 38 години. Имам сега, значи од мојата 6-та година боледувам, ја имам 32 години.
Сакам да прашам, добро е, например, се залекува псориазата, да кажем, сега моментално есенско-зимниот период многу се надразнува, се разкрварува. И сакам да го прашам докторот, зошто ние со псориазата немаме медикаменти, лекови да бидат на рецепта, да не се купуваат ностоп скапи приватно, макар и влечки, кломпи, папучи, нели? Псориазата е имам на табаните, на нозете долу и имаш потреба од чиста кожа, нели? Самата папуча, ако не е чиста кожа, не може да ги облече, значи. Така ви благодарам. Моментално се мачкам со главата. Периодот е 7 до 10 дена, потоа масата воопшто не реагира. Така ви имам 32 години, имам и како и таа е болест, нели како диабет. Така, јасно ни е што е вашето прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Сигурно не е едноставно постојано да се земаат лекови. Поставивте многу добро прашање. Во делот на рецептите тоа повеќе оди кај матичните доктори кои можат одредени од овие лекови да ги препишуваат на рецепт одредени препарати кои се користат и да се земаат на тој начин. Во делот на она што вие го спомнавте скапата терапија, таа од оваа година само за мал број пациенти, да речеме таа биолошка терапија која се смета денес дека е врв во светот, стана достапна и за македонските пациенти. Оваа година за мал број пациенти, но тоа беше нашиот, да речеме, прв пионерски исчекор што го направивме во оваа година, да биолошката терапија стане достапна бар за 5 пациенти кои се мал број пациенти кои имаат тешки форми на псориаза. Се работи за терапии кои вообичаено се користат, да речеме, кај други болести, кај ревматолошки болести, кај малигните заболувања, кои се екстремно скапи. Но ние правиме напор, оваа година се обидовме, мислам дека следната година ќе настојуваме тој број, тој опфат на пациенти, бар тие тешки форми на псориаза, со артрити, со друга симптоматологија, да стане достапно за што поголем број на пациенти, се разбира во болнички услови тоа се спроведува, но во исто време да има можност кај пациентите да се користат и друг тип на лекови кои може да ги користат. Кои оние пациенти кои имаат широко распространета псориаза, а не може да користат биолошка терапија, златен стандард се уште е метотрексат, кој е еден ефтин лек кој може да се еднаш неделно да се користи, но тоа не можете само иницијативно да го користите, тоа треба да го погледне доктор. Се разбира, има и други можности. Широк е тој алгоритам на лекови кај псориаза што може да се користи, но тоа треба да го види доктор. Во право сте, локалните кортизонски препарати, ако долго време ги употребувате, тие потоа се неефикасни, затоа препораките се не повеќе од 2 недели да се употребуваат и само 2 недели. Да, и потоа да се прави пауза, за да не се Колку време треба да трае паузата? Што подолго паузата, тоа подобро, колку подолги се тие стероид фри интервали, значи интервали без кортикостероид, тоа е подобро. И она што исто така сакам да го истакнам е да пациентите не се лажат, орални кортикостероиди не вршат работа кај псориаза. Има одредени ретки форми, ама тоа може да го направи само верзиран доктор кај што би ги дал. Инаку вообичаеното земање на кортизонски препарати орално на уста кај псориаза е контраефектно. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Поздрав до доктора и до водителката. Ви благодарам. Јас се јавувам од Велес, имам 87 години. Така. Здрав и жив. Имам страшен јадеж на снагата. Немам лушпи, чиста е за кожата, ама црвени дамки имам и многу голем јадеж имам. Не ми дава мира ни да спијам, ни да... Што можам да употребам некој масти, бетаметазон, Не. атифунгал и некоја апчина, атарфок. Атаракс. И не ми помага. И не ви помага таа терапија. Еве сега докторот ќе ви даде совет што смета тој дека може да се преземе во оваа ситуација. Ви благодарам за вклучувањето. Во вашиот опис тоа не е псориаза. Значи, со оглед на возраста, веројатно се работи за оние, да кажам, промени кои кожата, возрастната кожа, кожата на луѓето од возрастна доба ги трпи, која станува многу атрофична, многу тенка, многу сува и која интензивно чеша.
и заради тоа кожата треба да се мачка. Значи не да користите овие препарати што ги кажа, особено не антимикотици како што спомнавте, антифунгол, тоа нема врска со инфекција од габи. По описот овие што го дават, и тоа е најчестата симптоматологија на кожа на возрастни, тоа е еден интензивен јадеж, една сувост на кожата која треба да се хидрира. Можете било кој препарат за навлажнувач на кожата, емолиент, кој е медицински тестиран да го користите, дали е тој на македонски производител, дали е некој странски, зависи од вас, но тоа треба да биде млеко за кожа, за сува кожа, кога ќе отидете во аптека, а тоа и вашиот доктор може да ви го препише. Остатокот што го користите, не го користите затоа што не може да ви даде никаков ефект. Некој антихистаминик може да земете заради чешањето. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната тема амбуланта. Добар ден. Ве слушаме во програма сте. Јас извинам, имам син, има 42 години и нема од 10 години дали има анална псоријаза на аналниот отвор. Дали смее да употребува, затоа што тука има сузва кожа, дали смее да употребува стандардни препарати? Дали смета сузва кожата, тоа не е само ова, често има крварење при бришење, при... Така, прилично непријатна состојба. Ви благодарам за вклучувањето. Докторе, што можете да советувате? Сосема на место прашање. Значи, една од можностите да се јави псоријаза се и гениталиите, реков, и аналниот отвор исто така. Смее да употребува препарати со тоа што тука не треба да се употребуваат долготрајно кортикостероиди. Клучната грешка што ја прават пациентите е поради тоа што ова е многу хронична состојба и ги измачува, им влијае на функционирањето во живот и они се обидуваат со долготрајна кортизонска терапија да постигнат ефект, обично го постигнуваат с противниот ефект. Најдобри за овие форми ние ја нарекуваме на инверзна псоријаза се такролимус и пимекролимус, или тоа се медицинските, да кажам, генеричките имиња, или оние лекови кои во продавници, во аптеките може да ги добиете, кои се нарекуваат Елидел или Протопик. Тие кремови можат 3 до 4 месеци да се употребуваат во пределот на гениталиите и на аналните отвори и се најдобро локално средство за третман на овој вид на псоријаза. Елидел или Протопик. Така се викаат кремови. Тоа се кремови. Навистина многу гледачи имаме денес, како што очекуваат да се вклучат и да постават прашање. Го вклучуваме следниот. Добар ден. Добар ден. Повелете. Докторот кажа дека орално лековите не делуваат. Ме интересира дали неотигасонот делува добро и уште нешто, имам страшен проблем со опашката. Таму имам и нон-стоп, имам не крварење, али слуз. Тоа е моето прашање. Така, ви благодарам. Да имате под прашање? Јас само за да се разбереме, јас зборував за оралните кортизонски препарати, дека не треба да се употребуваат орални кортизонски препарати. Но има цела една терапија што може орално да се... палета терапии кои можат орално да се употребуваат. И орално, некои субкутано како инјекции, во делот на препаратот што за кој прашавте, тоа е одличен лек. Неотигазон е еден од најдобрите лекови. Проблемот е што се помалку е достапен не само тука, туку е и во Европа. Се има различни тези зашто тоа се прави, дали ради тој тренд кон биолошка терапија, кон овие модерни лекови, па и самите производители помалку го произведуваат. Има одредени некои негови, да кажем, несакани ефекти, кои не се така страшни, се работи сепак за ретиноид, за лек кој е одличен. Него не смеат да го употребуваат само луѓе кои планираат непосредно семејство да прават или дека го користат тој лек, значи и мажи и жени. Значи ако планираат дете во тој период, тој лек. Колку време тогаш не смеат да ги примат ретиноидите? За време употреба на лекот и 6 месеци по завршувањето на лекот, иако сега американците FDA го спуштат тој праг уште пониско, меѓутоа што е сигурно е 6 месеци по завршувањето на терапијата да се воздржат да планираат семејство. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната тема амбуланта. Дали се слушаме?
Еве уште една можност за него, не добив знак дека се исклучил во ред, одиме понатаму. Докторе, веќе споминавте ретиноиди, биолошка терапија, исто така тоа се терапии кои што можат орално да се земаат или и на друг начин. Биолошката терапија оди со субкутани инекции. Значи, тука како што се оние за дијабетот што се инсулини што се користат, кај биолошката терапија вообичаено тоа се субкутани инекции. Колка бе ефикасноста? Голема? Многу добра, огромна. Значи огромна е ефикасноста компарирано со сите други методи. Проблемот да ви кажав, тие лекови се екстремно скапи. И тенденцијата наша е да тој почеток кој е оваа година навистина пионерски. И мене ми е многу мило што во дерматологија успеавме од оваа година да користиме биолошка терапија која е бесплатна за пациентите, за мал број пациенти, зборувам кои одат во државните институции, но сепак е тоа нешто што е почеток. Има пациенти кои доаѓаат и приватно тоа го купуваат, ама тоа се мал број на луѓе кои можат такви големи суми да издвојат за лекување. И ако тој тренд продолжи да постепено ја воведуваме, мислам дека тоа ќе биде за голема корист на пациентите, заради тоа што псоријаза не е лесна болест. Тој што ја има, знае, докажани се серија на истражувања дека таа драстично влијае на квалитетот на животот. Има еден индекс на квалитетот на живот кај пациент псоријаза се смета дека во 90 и кусур проценти влијае на нивниот квалитет на живот. Дел од луѓето не сакаат да излезат надвор. Дел од луѓето страдаат од депресија. Дел од луѓето имаат потешкоти во наоѓање на партнер сексуален. Дел на луѓе имаат потешкоти во самодовербата, во сето тоа се работи кои се особено во Америка, пошто таму се студиите најдобри. Но стигматизацијата секаде е присутна. Стигматизација има да речеме на се сикам на еден пациент, ме вели и се јас му објаснам, не е страшна оваа болест. Не ќе функционираш добро, не е заразна, не треба да се плашиш, сонцето делува добро. Вика, се е тоа добро што ми го кажуваш. А вика, јас на базен кога ќе отидам, гледам како луѓето ме гледаат, со кои очи ме гледаат. И кога ќе влезам во таа вода во која и тие влегуваат, тоа чувство, верувај ми, не можам да го споредам со ништо друго. И јас во тој момент сватив дека човекот во суштина е во право со тоа што го зборува и дека реално треба да биде трендот да што повеќе овие форми ги доведеме во ситуација да тоа биде невидливо, да дојдеме до тој пас индекс 70 или повеќе или 90, што значи 70 или 90% од болеста да ја излекуваме, за да пациентот има минимални симптоми кои се невидливи. Но и свесноста кај населението да порасне дека не станува збор за заразна болест и дека на вистина тоа не е ништо страшно. Тоа е во правост и тука и вашата улога како медиуми и ваквите емисии се многу значајни, особено сега во пресред многу малку од луѓето знаат, ние направивме еден воеден настан за светскиот ден на одбележување на псоријаза на улица Македонија пред некој ден. Меѓутоа главниот ден е 29 октомври кој се смета за World Psoriasis Day и кај што сите тие 10 дена претходно сите тие настани, вклучително и ваквите емисии се многу важни за да ја поткренат јавната свест и кај населението и за да овозможат едно разбирање, оваа болест не е заразна, оваа болест не е опасна. Луѓето не може да ни ја пренесат, тоа се здрави луѓе и немаме проблем ни да се поздравиме со нив и да ги гуштнеме и сите други работи кои нормалниот живот ги чини. Професор, им советувате ли на оние што имаат ваков проблем, што имаат оваа болест, да направат промени во исхраната? Бидејќи некои лица тврдат дека ако земат одреден зеленчук или пак овошје, им се тригерира болест, им се влошуваат симптомите. Има некои студии такви домати и така натаму кои се прават, но мене ми е секојаш тенденцијата кај секој пациент да му возможен да го живее животот нормално. И ако тој не забележал дека, не знам, домат или нешто друго му влијае лошо, нема потреба тоа да го избегне. А онаа храна што вела дека е воспалителна, како што е црвено месо, млечни производи, може ли да доведе до влошување на симптомите? Нема убедливи научни докази дека такво нешто се случува. Се разбира, денес имаме серија на диети кои се препорачани кај различни работи. Има болести кај кои се знае да речеме дека нешто многу сигурно им прави пречка и да речеме ние го исклучуваме, како што е, не знам, лукот кај пациенти со пемфилус. Ама таму каде што нема некој значаен доказ во науката дека нешто предизвикува нема потреба да се малтретираат со други зборови, пациентот да се малтретира, да се ставаат луѓето на строги диети, бидејќи голем дел
медицината се менува. Своевремено се мала дигресија за уртикариите, за алергиите, советувавме диета ригорозна. Денес практично никој не советува во светот што разбира алергологија ригорозни диети, бидејќи се знае дека многу мал процент од тие пациенти имаат проблем со исхраната. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало. Во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Сакам да го прашам докторот дали биолошката терапија помага на секој пациент со псоријаза и псоријатичен артрит или на поединци? Тоа е прво прашање. И второ, дали псоријатичниот артрит ги запаќа големите зглобови, пошто докторот рече ги запаќа малите зглобови, а коленава мои дали ги рачуна во мали зглобови. Не, претежно мали. Так, добро, ви благодарам за вклучувањето. Можете, професоре, да појасните. Значи, прво, биолошката терапија компаративно има огромна предност пред другите видови на терапија, значи некаде се смета дека во 90 и кусур проценти помага. И тоа во некој период на следење што се прави од, не знам, различни периоди на следење, има година, 6 месеци, 3 месеци, зависно каква студија е правена. Значи, компаративно, ако ја видите кривата, кај луѓе што примаат биолошка терапија, колку е таа се без симптоми, и луѓето што примале друга терапија, таа на почетокот може да личи доближена, ама со текот на времето многу се одвојува, затоа тие периоди на без симптоми кај пациенти кои примале биолошка терапија или која примаат таа биолошка терапија еднаш месечно, како некаква доза на одржување, е значено подобра отколку другите видови на терапија. Во однос на што беше само другото прашање за оној артритис што поврзан со псоријазата, дали ги запаќа само ситните? Не е исклучено да се јави и на колена, не е исклучено и на лакти. Тоа не се мали зглобови. Обично е, значи, тој еден артрит на кој ги зафаќа малите зглобови, меѓутоа може да го зафати било кој зглоб во организмот, така да не е исклучено ако вие имате проблем со коленото да е тоа резултат на псоријатичен артрит. Не е исклучено. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сакам да кажа, ја имам псоријаза од 97 година. Ме слушате? Да, ве слушаме. Од 97 година имате псоријаза. Не, од 97 имам. 97, И добро. после заминат за Америка. Таму бепи на лекари, прегледи, мазој ми дадоја. Никако не ми врвеше, морат да носа блуза догоре. Ми беше срам да се отпора, многу имам. И од тука не ми помогна тој лекот од Америка и дојдов во Струга. И отидов се јавив во апотеката Положани и тој ми даде маз, рече че се мачка со ова маз, ми кажа све и јас се мачкав едно известно време и сега немам никаква псоријаза. Така, добро. Ви благодарам што го споделивте искуството. Секогаш можеме да слушнеме по некоја ваква приказна. Секогаш има искуство, некој може да го каже. Она што јас не советуваме да се користат препарати кои не се фабрички и кои не се со јасна прескрипција од доктор, ако збориме за некој магистрален препарат, кај што точно се знае неговиот составен дел. Не е голема мудрост дека кортизонските препарати локални може да доведат или салицилната киселина или мешавина на тие препарати до повлекување на псоријазата. Порано се користеа, денес се избегнуваат поради канцерогениот ефекти одредени катрански препарати, кои исто така делуваат како јаки редуценси добро кај псоријаза. Така да локалната терапија како има свој ефект и е значајна во лекувањето на псоријаза. Исто така фототерапијата, делувањето на сонцето, ние ја користиме и во медицински цели. Имаме кабини кај што пациентите се сончат во текот на целиот период, кај што се користи ефектот на тоа ултравиолетово зрачење А и Б, кое за многу други болести не го советуваме, заради тоа што е штетно, ама кај псоријаза е лековито. Со одредени услови како тоа се користи, може да се користи. Така тоа се познати работи, баш добро што сте успеале проблемот да го решите со употреба на ваков препарат. Често пати не знаеме колку тоа е долго и често пати не знаеме дали
пациентот има навистина псориаза. Затоа што понекогаш има луѓе кои имаат неуродермит и мислат дека имаат псориаза и сега треба докторот да е верзиран за да тоа го диференцира. Затоа кога некој ќе ми каже, знаеш докторе, јас стави само тоа и потоа веќе никогаш не ми се појави псориаза, јас тоа го секогаш го со малку резерва го прифаќам, да. Одредена сомнеш имате, бидејќи не, резерва имам заради тоа што можеби е така, можеби не е така, не можам со сигурност да тврдам за нешто што сум видел, меѓутоа во секој случај одлично што сте го решиле проблемот со локална терапија. А професоре, што е со она што го имаат луѓето во домашната аптека? Еве јас најдов дека се мачкаат со маслиново масло, потоа стават јаболков оцет на скалпот за да се смири јадежот. Потоа велат дека сода бикарбоната може го намали јадежот. Може сето тоа да се проба и дали има ефект? Ништо од тоа не е препорачливо заради тоа што има јасни алтернативи на тоа кои може да го намалат јадежот. Можете обично млеко за кожа да го намали јадежот ако се измачкат. За скалпот има специјални апликации кои може да се користат, кои се медицински, кои го намалуваат јадежот и го третираат медицински. Има одредени шампони, специјализирани, дури и козметики на шампони за пациенти со псориаза, кои може да се користат, така да има широка палета на опции кои може да се користат. Моја препорака е секогаш не користите мелеми и работи кај кои не знаете што има внатре. Зошто? Заради тоа што видовме одредени ситуации сега беа експлоатирани во јавноста, кога се употребуваат работи кај што не се знае што има внатре. Так. Во препаратот. Тоа не значи дека некој имал, не знам, секогаш лоша намера, но секогаш се случуваат грешки. За да се избегнат тие грешки, во медицината постои еден процес кој се нарекува стандардизација и одобрение за употреба на лек. Витаминот Д би го препорачале кај лицата со псориаза? Се користат понекогаш аналози на витамин Д како локални препарати. Калципотрилот е еден од одличните препарати кои се користи, популарниот Дайвонекс или Псоркутан или Енстилар, зависно кој производител го имате, кој е многу добар. Околу системската апликација опишана е дека се дава, нема убедлив доказ дека навистина предизвика помага, да. Иако се дава во дел од тие, да кажам, терапии кои се помеѓу другите како можности давани е и витаминот Д, но кај него медицината функционира со протоколи, нема јасна препорака за неговата успешност или некоја високо препорачување да се дава кај пациенти со псориаза. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланти, што ги појаснивте најважните работи поврзани со псориазата. Особен акцент ставивте на биолошката терапија, која што очигледно представува голема надеж за пациентите со оваа болест. Ви благодарам на поканата. Јас се надевам дека ќе дојде ден, веројатно тоа ќе дојде како се доближуваме, да кажем, и до овие поголеми системи како што е Европската унија, каде што биолошката терапија оди на фондот, значи кај што со 3 потписи на 3 члена комисија од различни институции, сите пациенти кои имаат псориаза над одреден процент на зафаќање на кожата примаат биолошка терапија без пари. Тоа е трендот. Нема брзо да дојде, ама кон тоа ќе се стремиме. Ви благодарам уште на за гостувањето, се надевам дека ова ќе биде во блиски иднина исто така реализирано кај нас. Почитувани, ова беше си во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам и денеска што не следевте со внимание. Гледајте не секој работен ден во редовниот термин емисијата 12 часот и 50 минути. Пријатно.